Труењата со храна се најчести во летните месеци, па затоа лекарите апелираат до граѓаните за поголема внимателност при подготвувањето, чувањето и конзумирањето на храна, со цел избегнување несакани последици по нивното и здравјето на нивните најблиски. За да се спречи труење со храна, неопходно е да се направи правилен избор на продуктите и нивна набавка, да се обезбеди соодветен транспорт и услови за чување на храната. При купувањето треба да се води сметка за изгледот, рокот на употреба и соодветно чување на храната, да се купува од проверени места каде има услови, каде производите, особено лесно расипливите од животинско потекло, се чуваат во разладени уреди. Летен период имаме годинава нешто по-ладно лето, со пониски температури, но тоа не значи имаме екстреми, така што со голема влажност, така да ако не се запазуваат некои основни постулати, може да дојде до труење на храна. Најчесто и труењата на храна се со стрептос, стафилокок и норовирус, ротавирус, но најчести се бактериолошки труења со храна. Како да се заштитиме? Ќе се заштитиме прво со одбир на суровини, значи што се исправни, безбедни суровини, потоа одделување на суровото од готовото, тоа се основните постулати, потоа приготвување на адекватна температура и со адекватно време, конзумирање одма од како ќе биде приготвено јадењето и да не забораваме користење на безбедна вода за пиење. Труењето со храна или вода е често заболување кое се јавува како резултат на внесување храна или вода која содржи бактерии, паразити, вируси или токсини создадени од овие микроорганизми. Симптомите најчесто се манифестираат во текот на 24 часа, набргу по консумирање на загадената храна. Ова заболување може да се јави кај еден човек или кај група луѓе кои јаделе од истата контаминирана храна.